Матица Македонска оваа недела ви ја препорачуваат македонистот Петар Драганов од академик Блаже Ристовски. Погледнете го прилогот. По повод 150 годишнината од неговото раѓање во издание на Матица излезе книгата Македонистот Петар Драганов, што ја приради Блаже Ристовски. Секако, значи станува збор за една личност која што можам да кажам дека една од најголемите и најзаслужните личности во поглед на македонистиката, односно основоположник на македонистиката како наука во Русија. Конкретно овај автор, значи и истражувач, етнолог, фолклорист исто така Петар Данаилович Драганов е всушност бугарин кој што студирал на Петербуршкиот универзитет и посебна аспирација му биле значи темите околу македонскиот јазик, самобитноста на македонскиот народ. Привлечен од тој интерес, всушност после неговото студирање доаѓа на служба во Солун и почнува да ги собира материјалите околу македонскиот фолклор, македонскиот јазик, собирајќи ги на тој начин што барајќи од учениците всушност да му носат изворни народни песни, исто така барајќи да состават нивни речници за оној македонски говор, ќе направи една обемна збирка на такви песни, која што збирка понатаму ќе биде побарана од него всушност да биде издадена како зборник. Меѓутоа до ден денешен тој зборник не е издаден, но сепак има доста научни студии кои што го покажуваат и докажуваат делото на овој македонист кој што безрезервно работи на тоа да се популаризира македонистиката и неговата тенденција да се прифати како наука во руските универзитети, така да мислам дека со право е наречен од еден од најзаслужните македонисти и основоположници на македонистиката како наука. Значи, се залага да се открие на вистинското без оглед на пропагирањето на соседните земји, истражува и го докажува всушност корените на македонскиот јазик и неговата самобитност. Така да тука се собрани оние, да речам, негови истражувања каде што например, Петар Драганов и македонското национално прашање во европската научна мисла. Понатаму македонистичките истражувања на рускиот славист Петар Драганов. Значи, ова е книга која што ги докажува сите негови активности во поглед на македонистиката како наука, како што кажа во Русија. Интересен е периодот во кој што работи, бидејќи Македонија се уште била под робство во тој период, не била призната никако нација, никако посебен јазик, сепак еден немакедонец се залага за македонистиката. Да, всушност и во тоа е неговото значење, неговата големина на истражувањето, бидејќи привлечен од таа желба, да го докаже она за овој народ, за македонскиот народ, тој ќе истражува во Солунскиот регион, Велешкиот, Скопскиот, и кога ќе се бара од него, од бугарската тогаш влада, да кажам, кога ќе се бара од него да го докаже бугарското потекло на македонскиот јазик всушност, тој ќе заземе став кога ќе им каже дека всушност да не бараат, тоа според нивното толкување дека тоа е всушност историско право. Тој ќе застане на тој став дека всушност тој е етнолог, фолклорист, а не е историчар и ќе го брани ставот дека всушност македонскиот јазик си е изворен, дека е посебен од бугарскиот јазик или од српскиот. Како и да е, мислам дека заслужува едно внимание да се прочита, да се види неговото залагање за самобитноста на нашиот јазик. Нешто што верувам дека многумина ќе посегнат да го прочитаат, особено со оглед на фактот дека ние и ден денеска ги имаме проблемите со околината. Секако, тука има доста интересни факти кои што мислам дека секој кој што ќе го прочита ова дело ќе влијае на неговото збогатување со сознание за она што всушност низ вековите се случувало со македонскиот народ, неговата самобитност, јазикот, како и да е едно навистина убаво дело.